Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за медицинско катче. Што се здрави крвни садови? Како се третираат? Како се чува нивното здравје? Како се решаваат проблемите доколку се јават? Постојат ли минимално инвазивни процедури без хируршка интервенција? И за колку време пациентот си заминува дома? Постојат ли нови методи кои што се применуваат кај нас, а се светски? Утрово на дел од овие теми зборуваме со доктор Никола Лазовски од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата и ги поздравам гледачите. Значи, најавив дел на она што ќе биде тема на денешната емисија, тоа се ендоваскуларните процедури. Ајде најпрво за новитетот кој што го направивте пред известно време, што значи ЕВР метода и каде се може да се примени. Да. За жал, не само на нашата територија, него генерално во светот, пациентите имаат доста проблеми со крвните садови, од кои за нас најкомплексни се проблемите со аортата. Тоа е најголемиот крвен сад во организмот. И за среќа, денес имаме можности тие да ги решаваме ендоваскуларно, односно минимално инвазивно, веќе да не се користат класични хируршки методи, скоро кај сите пациенти. Што значи тоа? Освен тие класични ЕВР и ТВР методи, ЕВР и ТВР подразбираат стентови, кои што се метална структура обложена од внатре со материјал кој што не пропушта крв во делот во кој што се става, односно крвта не поминува надвор од тој стент. Кај пациентите кои што имаат проблеми, генерално тие со анеуризми или со дисекции, идејата е да се појачат зидот од внатре на тој крвен сад и заради тоа се имплементираат овие. ЕВР е метода која што се користи кај аневризми на абдоминалната аорта, а ТВР е метода која што се користи кај аневризми на или дисекции на торакалниот дел од аортата. Но не се само тие, в денешно време постојат девајси, односно направи кои што се ставаат скоро на цела аорта. Веќе во Америка има направено и кај луѓе од самиот почеток на аортата, како излегува од срцето, конструкција на промена на валвулата на срцето, се става стент во почетниот дел на аортата и се прават отвори за коронарните артерии кои што излегуваат тука оние што охранат срцето, па се до доле све денес може да се замени скоро кај сите пациенти со преку ендоваскуларна минимално инвазивна метода, а тоа се воопшто не се наивни интервенции. И тие си имаат своји компликации, но имаат огромен бенефит за пациентите, затоа што прво кај пациентите не се прави рез генерално, сериозен, кој што на еден начин е агресија према пациентот, но во контролирани услови, така со анестезија. Туку се надминуваат проблемите преку едни многу помалку инвазивни методи. Значи, ова се методи кои што се прават со локална анестезија, ако добро ве сватив, или дел од нив се прават? Дел од нив се прават со локална анестезија, за некои има потреба од општа анестезија, но таа општа анестезија е површна и краткотрајна, само за да се контролира пациентот, односно неговата хемодинамика, додека се интервенира. Спомнавте предностите дека нема класичен рез, тоа е минимално практично инвазивен, значи дека во мал простор се влегува со одредена игла или жица. Ајде малку да позборуваме за самиот метод, да им го приближиме на гледачите. Што значи самиот метод? Добро. Еве да збориме генерално за ендоваскуларните процедури, они сите така се прават. Или може да се прават перкутано, или со многу мали резови во препони или во рака. Зависно од тоа како ќе треба да се реконструира после тоа артеријата, од како ќе ги извадиме сите тие направи што ќе ставиме додека ја правиме интервенцијата. Се влегува со игла, се влегува со жица, потоа се ставаат пластични катетри, преку кои што катетри, преку жици ние изменуваме соодветни направи кои што ни требаат за да му помогнеме во дадениот момент на пациентот. И за среќа денеска можеме да користиме разноразни направи кои што ни помагаат и нас за да можеме да извршиме интервенцијата. Пред малку спомнавте дека сме направиле прва интервенција во Македонија, точно ја направивме прва интервенција во Македонија на комплексна аортна интервенција, така ги викаме ние тие интервенции. Тоа значи ставивме ТВР
кај пациент кај кој што претходно имал дисекција, односно тоа е раслојување на аортата, а на база на таа дисекција заради слабост на ѕидот се формирала анеуризма у почетниот дел на надолната торакална аорта. Проценивме дека ако поставиме класичен тевар, дека нема да биде доволно влезен стентот во здраво. Имаше две опции. Едната е да се направи операција на крвните садови на вратот, кај што они ќе се премостат со вештачки крвен сад. И втората опција е оваа која што ние ја направивме, е да поставиме тевар, низ него, низ артеријата на левата рака да направиме отвор, да направиме дупка, низ која што ставивме жица, ја проширивме протезата, практично стентот го проширивме со балони и низ него ставивме друг стент кој што ја храни артеријата на раката. Тоа све се направи минимално инвазивно, за среќа се помина у најдобар ред, прилично рутинирано. И пациентот после 2 дена беше он истиот, да кажем, после 2 сати од прилика беше екстубиран, тоа беше уопште анестезија направено. После 2 сати беше екстубиран, пренесен на оддел, се однесуваше како уопште да не му направена никаква интервенција. За разлика од тоа, класичната метода ќе беше значено поагресивна со машина за екстракорпорална циркулација, ако не стававме стент уопште, така? Со машина за екстракорпорална циркулација, со крвозагуба, која што е неминовна во такви случаеви. Опоравувањето сигурно ќе беше многу тешко. Минимум 10 дена, ако се поминеше у најдобар ред. Оваа претходно што ја спомнав варијанта која што ја разгледувавме, исто така е, ние ја викаме хибридна метода, тоа е байпас операција заедно со стент. И таа ќе земеше повише време и за пациентот, и со поголема крвозагуба, и со повише можни компликации кај пациентот, за разлика од ова што го направивме ние и се надевам дека ќе ни влезе у рутина. Зборувавме генерално за операции на аорта, меѓутоа ајде да ги наброиме дел од органите кои што може во неврзан муабет преска спомнавме дека буквално се прави интервенција и на простата, на генитални органи, периферни крвни садови, кај што нема доволно проток. Што се друго може да се на што се друго може? Буквално може да се интервенира на сите крвни садови, од најголеми до најмали крвни садови. Зависно од проблемите кои што ги има пациентот, најрутинирани интервенции кои што ние ги правиме, збориме за минимално инвазивни, односно ендоваскуларни интервенции, се интервенции на каротидна артерија. Така. И тоа применуваме и една метода која што се вика ТИКАР, односно транскаротидна реваскуларизација на артеријата. Тоа значи дека се избегнуваат сите други крвни садови, се оди директно со многу мал рез у локална анестезија на каротидата и така се имплементира стент, без да се прави сериозна операција, и тоа е у локална анестезија. И пациентите имаат огромен бенефит од тоа. Буквално секоја територија од крвните садови ја покриваме со ендоваскуларни процедури, било да се артериски, било да се венски, онаму кај што има индикации и е согласно гайдлайнси. Нас гайдлайнсите генерално ни служат како насоки кои што ги почитуваме за доброто на пациентите, така, но за секој пациент имаме индивидуализиран пристап и не го правам ја тоа сам, него ние имаме тим. Така, тоа ми беше следно прашање, кој одредува, нели, дали ќе оди класична операција или ќе биде со минимално инвазивна. Имаме мултидисциплинарен тим кој што ги разгледува сите пациенти и врз основа на заеднички став донесуваме крајна одлука како ќе се третира пациентот, на кој што пациентот му се дава предлог на крај и ако го прифаќа, онда ние сме спремни да. Освен краткиот период на опоравување, кои се други предности на ваквите методи? Предностите на овие вака се генерално во васкуларната проблематика, болестите се хронични и ние не можеме дефинитивно да ги излечиме што и да употребиме, така. Може да се јави повторно проблем на местото на кое што сме лекувале претходно, но може да се јави проблем над или под местото кое што сме го лекувале, кој што имплицира поново на територијата која што претходно е лекувана. Пример, ако се јави запушување испод стентот или испод бајпасот, ќе го запуши бајпасот или стентот,
и треба се да се прави одново. Бенефитите кои се? Бенефитите се на пациентите треба да им овозможиме прво нормален живот, така? Така. Квалитет на живот го викаме ние у медицината. А особено кај пациенти кои што имаат проблеми и им прети загуба на орган, загуба на дел од тело или загуба дури и на животот, на нас ни се од голема корис сите овие методи кои што ги применуваме, односно ни се зголемува армаментариумот за помош према пациентот. Докторе, дали ова значи дека вакви минимално инвазивни методи може да се користат кај сите возрасти? Има ли некоја возрастна граница, дали се применуваат кај деца доколку се појави, има ли, да кажеме, највозрастен пациент кој што може да се третира на ваков начин? За среќа, кај децата вакви болести нема, кај нив има вродени болести кои што дел од нив можат да се третираат ендоваскуларно, но со таа проблематика се занимаваат колегите од детска кардиохирургија и они ги третираат тие болести и се рутинирани по тоа прашање. А крајна возрастна граница, како најстар пациент, нема такво нешто. Напротив, по овие гајдлайнси кои што ги спомнав преге, напротив, се препорачува да не се воопшто да не се гледа на возраста, туку на секој на кој што му треба помош да се проба да му се помогне. Така. Следното прашање ми беше околу, меѓутоа на некој начин ми го одговоривте, околу престојот во болница и да направиме една паралела кој е периодот, да кажеме, доколку е класичен рез, или класична операција, хируршка интервенција, а што е операција на ваков начин, со минимално инвазивно? Се зависи од болеста која што ја лекуваме во дадениот момент. Генерално, пациентите, ако пројдат добро и класична операција, они имаат брза рехабилитација после тоа, но повторно ќе речам, зависи од територијата која што ја лекуваме. Има операции кои што се поагресивни, затоа што немаме друг избор. Кај тие пациенти, нормално дека опоравокот е подолг, меѓутоа, сепак предноста на овие ендоваскуларните процедури е што без разлика која територија ќе лекуваме, опоравокот е многу краток. Сега во еден систем во кој што пациентите кои што ги лечиме функционираат социјално, така? Така. Идат на работа. Квалитетот на живот, работоспособност. Значи, квалитетот на живот, работоспособноста е значајно подобра кај пациенти кои што се третираат ендоваскуларно. Еве ќе ви направам една проста споредба, да речеме аневризма на абдоминална аорта, која што е прилично честа патологија. Доколку се третира класично, пациентот за да биде комплетно работоспособен како што бил пред операција, му треба најмалку 1 месец. Најмалку 1 месец. Зборуваме за класичен тип. За класичната, да. Кај ЕВАР му треба најмногу 1 недела. Така. Тука има бенефит не само пациентот, него и државата се враќа така побрзо на работа. За при крај на интервјуто, еве, и да не излезе дека овие операции, нели, се, не знам, волшебни, дали има нус појави и дали има смртни случаи после вакво третирање минимално инвазивно? Статистички има. Компликациите кои што можат да се јават после овие интервенции знаат да бидат и девастирачки, знаат да бараат и отворена хирургија после тоа, но за среќа се многу ретки и се многу помалку статистички визави отворените хируршки процедури. Иначе не постои медицинска интервенција или операција у која што нема компликации. Такво нешто не постои. Така. За крај на интервјуто една препорака до гледачите да го слушаат докторот или тимот кој што одредува и за што да се одредат на крај, нели? Сепак е последната желба на пациентот, меѓутоа докторот пациентите сами одлучуваат за себе како ќе се лечат. Наше е да им предложиме кои можности ги имаат за лекување, но они одбираат како ќе се лечат. Она што ја можам да им го порачам на пациентите е да си го пазат здравјето, затоа што нема подобра инвестиција од сопственото здравје.
Така. Околу начинот на избор на лекар, секогаш може да се обратат до вашата болница. Секогаш може да се обратат, можеме да поразговараме и да на крај пак ќе речем они сами одлучуваат како и каде ќе се лечат. Така. Ви благодарам, докторе, за гостувањето во Слободен печат. Ова беше доктор Никола Лазовски од приватната болница Аџибадем Систина. Вие останете со нашата програма, следете го веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.